Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира земјоделците дека е во тек јавниот повик за набавка на трактор. Средствата се наменети за инвестиции за набавка на трактор, предвидени со програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година. Јавниот повик се однесува само на инвестиции во набавка на трактори, додека набавка на приклучна механизација не е прифатлив трошок, информираше Валентин Захариев од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. И огласот конкретно се однесува на мерка 121.4 набавка на трактори. Значи, овој оглас е предвиден исклучиво само за оваа намена, за набавка на трактори, и во овој оглас не може да се аплицира за приклучна механизација. На овој оглас може да аплицираат сите земјоделци кои што се евидентирани во единствениот фарм регистар при Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство. Потоа може да аплицираат сите они кои што се регистрирани како земјоделци во Фондот за пензиско и здравствено осигурување, може да аплицираат и оние кои што го имаат земјоделството како дополнителна дејност, и се разбира трговските друштва, правните лица, земјоделските задруги и слично. Значи, минимум критериуми, минимум услови кои што треба да ги задоволуваат земјоделците при аплицирање на овој оглас е да поседуваат најмалку 2 хектари површина на кој што имаат засејано полјоделски култури. Може да се и мешани, може и да е само една култура, и 0,5 хектари или 5 декари ако се однесува за градинарството, значи на зеленчук, одгледување на зеленчук на отворено. Максималната вредност на прифатливи трошоци по корисник за оваа мерка изнесува 3.500.000 денари, а средствата се доделуваат во период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво. Предвидената сума која што може еден корисник да ја искористи при овој оглас е 3.500.000 денари. И да кажеме дека ова е по познатиот принцип кој што земјоделците добро го знаат, попознат помеѓу нив како 50-50, и всушност, значи, стартната стапка на кофинансирање е 50%, која што може да оди до 75% во зависност од неколку услови, меѓу кои што се дали носителот на земјоделското стопанство е помеѓу 18 и 40 години, дали земјоделското стопанство се наоѓа во некои ограничени или недостапни услови, значи во зависност од тие критериуми може дури стапката на враќање да биде и 75%. Крајниот рок за доставување на барањата е 30 мај.